на промените и шанса за младите, како се коментираат од Владачкава партија обвинувањата на Бонар Дргоман дека токму ваквите промени во Социјалдемократскиот сојуз наводно се поврзани со случајот и евентуално инволвираност на високи партиски функционери? Она што го знаеме за било каква инволвираност, ќе ви одговорам во две фази на вашето прашање. Прво, на предпоследниот централен одбор на партијата донесовме декларација за бескомпромисна борба против корупцијата. Во тој аспект повикуваме да надлежните институции го расчистат до крај случајот и се утврди вина за сите кои што го прекршиле законот. Немаме никаква намера да штитиме било кој за кого во транспарентна постапка ќе се утврди дека го прекршил законот, вклучително и за членови на Социјалдемократскиот сојуз. Но на ниту еден можен начин тоа не може да го поврзаме со промените кои што се случуваат во Социјалдемократскиот сојуз и ќе се случуваат затоа што нашата намера е јасна. Промените се сосема природна појава за една демократска партија каква што е Социјалдемократскиот сојуз и тие на ниеден начин не можат да бидат поврзани со било која афера што се случува во државата или би се случило. Премиерот вчера најави дека веројатно денеска ќе се разгледа за работите за закон за јавното обвинителство. Зошто денеска нема следба и кога се планира да има следба? Имаше предвид дека повтори минимум седмица. Очекувањата беа дека денеска ќе продолжат разговорите помеѓу преговарачките групи од партиите. Немам информација кога би се одржала денеска средбата и на кое место. Очекуваме како партија и јасно апелираме дека на првата седница по завршувањето на одморите на пратениците ќе биде законот за јавното обвинителство. Суштинска е потребата од носењето на еден таков закон, а се во интерес на воспоставувањето на правната држава во Република Северна Македонија. Очекувам сите мои колеги пратеници дека ќе се издигнат на вистина над партиските интереси и во функција на правото, правната држава, секако во интерес на граѓаните, со консензус да го несеме законот за јавното обвинителство. Дали евентуално за кратко време ќе имаме разговори врска со изборниот закон или попис? Очекувањата се, како што најавуваме, да има континуитет во разговорите во однос и на законот за попис, секако и за избирачкиот законник. Доколку имам било какви детали, навремено вие медиумите ќе бидете запознаени.